Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно отворено студио на телеканал А1. Како што веќе добро знаете, секој работен ден, веднаш по завршувањето на централното издание на Дневникот, следуваат минути кои ги посветуваме на доста актуелни теми со истакнати гости. Така ќе биде и денес, кога ќе зборуваме нешто повеќе за работата на Регулаторната комисија за домување. Токму по тој повод, наши ваш денешен гостин во ова отворено студио е господинот Ракип Маловски. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Поздрав до вас и до гледачите на вашата емисија. Ви благодарам за прифатената покана и за гостувањето денес. Ајде најнапред да започнеме со едно така општо прашање. Која област се регулира со Законот за домување? Вака, Законот за домување е донесен во 2009 година, а почна да се применува 2010 година, кога и со самото негово донесување беше формирана и Регулаторната комисија за домување, што значи почна со работа и Регулаторната комисија за домување. Со Законот за домување се уредуваат различните видови објекти кои што се наменети за домување. Кога велиме различни видови на објекти, пред се мисли на деловно стамбени објекти, стамбено деловни објекти и стамбените објекти, фактички стамбените згради. Има мала разлика тука, една дистинкција да направиме да биде појасно до гледачите. Деловно стамбени објекти се оние објекти кои што во покрај стамбените простори што се внатре знаменити за домување, има и деловни простори, но процентуално поголем е бројот на деловните простори од стамбените простори и таквите објекти исто така се опфатени со Законот за домување, но ги викаат деловно стамбени затоа што надминува повеќето од половина се деловни, а помала е половината стамбени. А исто така и стамбено деловни обратно. Тогаш имаме поголем број на стамбени простори, за разлика од стамбени простори, пред се мислам на станови или посебни делови, така се дефинирани во законот. Исто така, тие стамбено-деловни објекти се офатени со овој закон за домување, како и комплетно стамбените згради. Но тука уште нешто да кажеме дека со законот за домување се офатени сите овие видови на објекти, секоја зграда која што има повеќе од 8 стамбени единици, значи стамбени простори, станови, и да има повеќе од 20 собственици. Што значи, ако има повеќе од 20 собственици и значи тројца и повеќе од 8 станови, тогаш се офатени таквите згради, таквите објекти се офатени со Законот за домување. Друга област што се регулира со Законот за домување пред се управувањето со стамбените згради, претежно со сите овие објекти кои што претходно ги наброивме, потоа односите помеѓу собствениците на посебните делови, односно станарите, собствениците на станари, со трети лица, како односите со заедниците на собственици, како и односите со управителите. Исто така офатена е евиденцијата на станови, закупничките односи, начин на управување и одржување на стамбените објекти, права и обврски на Републиката, односно општините и општините на градот Скопје, како и инспекцијскиот надзор. Тоа во глобала, вака во кратки црти, кај што областа која што се регулира со Законот за домување. Така, ова значи 7 година од кога законот е веќе стапен на сила. Како вие ете лично како председател на комисијата сте задоволни од примената на овој закон? Во самата примена од 2010-та, фактички во 2000 Регулаторната комисија има законска обврска да доставува извештај до Собранието на Република Македонија и ние тие податоци ги обработуваме, така да во 2011 веќе, од кога почна да се применува, со овој закон веќе 20% од стамбените објекти во Република Македонија веќе беа фатени, беа регулирани, односно управувани според Законот за домување и овој процент има нагорна линија, што значи од 2011 почнуваме со 20%, 2012 веќе 42%, 2013 48%, 2014 50%, 2015 53% и веќе 2016 57%. Тоа мора да напоменеме дека тука се раководиме со податоците од последниот попис кој што е направен на зградите во Република Македонија, значи пописот од 2002 година. Така да фактички негде на 2837 згради се управувани веќе од управители на ниво на цела Македонија и исто така и толку 2840 некаде се управувани од заедници на собственици. Што значи тоа веќе некаде го надмина процентот некаде 57% од целокупниот фонд на згради кои што се во Македонија според
последниот попис. Така. А што е со оние стамбени згради кои немаат управител или заедница на собственици? Добро прашање. Оние згради кои што немаат назначено управител, што значи немаат избран управител, ниту пак имаат регистрирано заедница на собственици, тогаш законот не предлага, него има две варијанти. Што значи, инспекторот за домување може да поднесе барање, односно предлог барање до надлежниот општински суд, каде што ќе судот во вонпарнична постапка ќе им одреди управител по службена дејност. Или тоа може да го направи било кој од собствениците на посебните делови. Што значи, ако случајно нема зградата управител, а самите становници сака да назначат, тоа може да го направи со поднесување на барање до надлежниот општински суд, во вонпарнична судот понатаму во вонпарнична постапка ќе им определи управител по службена должност. Кои се условите за добивање на лиценца? Условите за добивање на лиценца од самото почнување на примената на законот за домување беа малку поригорозни, но сега веќе не се многу ригорозни, затоа што најнапред кога почна самата примена на законот, требаше да има најмалку 5 вработени во тоа правно лице, но сега тој број е намален на 3 вработени, од каде што едниот од тие вработени мора да има завршено или правен факултет или пак економски факултет, додека другите двајца вработени треба да бидат со средно образование. Тоа се условите, но уште еден услов го додадовме ние со самите измени на законот за домување, тоа е условот мора да имаат и паричен влог од 5000 евра. Нели, управителите при самото управување со зградите мора да располагат со средства, затоа што кога 100% нема наплата станарите, секогаш има такви кои што доцнат или покасно ги плаќаат, а врските се течат и затоа тоа беше воведено таквата промена, кој што тие се 3 услови, што значи 3 вработени и паричен влог од 5000 евра. Значи нема многу услови, некоја комплицирана процедура за добивање. Овие се наједноставни услови, што значи само едниот од вработените мора да биде со високо образование, тоест правен или економски факултет. Имате ли бројка информација колку лиценци на ниво на цела држава се издадени и дали можеби имате информација? Претпоставам дека Скопје во случајов, меѓутоа во кој град најмногу лиценци се издадени? Се разбира, таму оние поголемите градови каде што има поголем број на згради, таму се издадени поголем број на лиценци, тоа се подразбира. На ниво на држава до сега со последниот извештај за периодот што го дава регулаторната комисија се издадени вкупно 55 лиценци. Тоест, извештај се однесува заклучно со периодот од јули до декември 2016. Од овие 55 лиценци, 44 лиценци се активни, што значи активни се уште работат на терен. Так. Додека пак 11 лиценци се одземени, што значи регулаторната комисија покрај тоа што има право да издава лиценци, може да ги одзема. Може и да ги одзема. Што значи од различни причини се одземени овие лиценци, така да можеби по извршувањето на тие периодични контроли кои што ги прави регулаторната комисија за домување се констатирали некои недостатоци кои што следи после тоа да се донесе решение за одземање на лиценци. Сметате ли дека таа бројка е доволно мала, висока, кој е ставот во однос на тоа? Бројката, видите, управителите се правни лица кои што за разлика од заедниците на собственици може да управуваат само со зградата во која што се регистрирани, но управителите може да работат на ниво на цела Македонија, што значи може да отворат, иако лиценцата ја зема, да кажем, правно лице од Скопје, истото може да работи во било кој град во Република Македонија, што значи може да управува во сите градови во државата, што значи може да управува со поголем број на згради. Фактички тоа е неговата цел. Што повеќе згради, што значи поголем обем на работа и поголем профит да се оствари во однос на извршувањето на своите обврски. Што значи имаме случаи каде што еден управител има 50-80 згради управува или 100 или 200 така натаму. Така, кажавте сега кои се условите, кои се процедурите за добивање лиценца, и сега да кажеме кои се правата и кои се врските на оние кои што веќе лиценцираните управители, оние кои што добили лиценца и на заедниците на собствениците.
правата и обврските на лицензираните управители пред се се однесуваат на тоа што тие треба да се однесуваат како добри домаќини за управувањето на своите обврски, управувањето со зградите. Односно, пред се тие треба да ги почитуваат донесените одлуки од страна на собствениците на посебни делови. Исто така тие треба да се грижат за редовно одржување и функционирање на заедничките делови во зградата. Исто така можат да ги застапуваат собствениците на посебните делови пред надлежни органи, доколку собствениците на посебните делови го побарат тоа од нив. Исто така изготвуваат план за одржување на зградата, кој што план може да биде најмалку за 2 години, најмногу за 5 години. Тоа ми беше прашањето сега, дали тоа оди месечно или на годишно ниво ги изготвуваат тие планови? Планот оди најмалку 2 години, а најмногу до 5 години на тие планови. Исто така врши и пресметка на трошоците, нели, да ги распредели трошоците што се направени, да кажеме, во зградата, да ги распредели по станарите, односно тие што треба да платат, тие што имаат обврска за плаќање, да ги информира за своите работа, а исто така кој што е многу важно за управителите и за станарите, односно собствениците на станови, е тоа што тие управители треба да дават и годишен извештај за своето работење. Што значи се што се направило во текот на една година да го презентират, односно да го стават на огласна табла во зградите каде што тие ги управуваат. Кажавте дека имало случаи на одземање лиценци поради нерегуларности. Кој недостаток треба да го има тука за да регулаторната комисија за домување одземе лиценцата? Има во зависност од каков недостаток е направено, да кажеме регулаторната комисија прави периодични контроли, да кажеме за време кога ја поднесе одбарање за добивање на лиценца, ги исполнува условите, но со текот на времето, да кажеме после 6 месеци има некој одјавен, да кажеме од вработените, оние услови кои што треба да се бидат нон-стоп исполните за да не пречено функционира и може да се случи да нема веќе со високо образование вработени или да има помалку од тројца вработени, тоа е еден од клучните фактори каде да кажеме каде што може да се одземе лиценца доколку тоа се востанови дека така е. А исто така може при извршувањето на инспекцијскиот надзор од овластен општински инспектор во определени членови од законот кои што се препишани, претежно мислам се однесува тука прекршоците или тоа се определени во член 30, само не знам точно дали тој член, но мислам дека тука се пропишани сите сето она е препишено, сето она со кое што може да се или парично да се казни управителот или пак заедницата на собственици, но може да се казнат и собствениците на посебни делови. Сето тоа е обврска на надлежен општински инспектор кој што ја прави таа контрола. Овие исти правила и обврски што ги кажав се однесуваат и на управителите, но се однесуваат и на заедниците на собственици. Што е со правото и обврските на собствениците на посебни делови? Исто така, собствениците на посебни делови пред се треба да ги подмируваат своите обврски, односно континуирано да се ги плаќат своите обврски кои што се настанале во тековниот месец. Претежно го кажувам од причина што управителите најмногу се жалат на наплатата на собствениците, затоа што има случаи, секога се најдува по некој што не ја исполнува редовно твојата обврска, да ги почитуваат одлуките кои што се донесени на соберот на станари, исто така да плаќат за тековно одржување фактички ова, но исто така да плаќат и за резервниот фонд, да ги подмируваат своите обврски пред се. Господин Маловски, кој го врши инспекцијскиот надзор во домувањето? Инспекцијскиот надзор во домувањето го вршат општинските инспектори за домување. Така да секоја општина според законот за домување треба да назначи и инспектор за домување. Пред се општините кога
ова им доаѓа како една дополнителна обврска да вработат посебно инспектор за домување, но ти се жалат дека нема доволно средства за да направат ново вработување, па и ова надлежност им ја пренесуваат на веќе комуналните инспектори што се во општината, па им ја додават и домувањето. Што значи инспектор надзорниот инспекцијски надзор го вршат самите инспектори за домување кои што се назначени во општините. Тоа е законска обврска секоја општина да го има. Покрај ова друга законска обврска би сакал да се надоврзам на прашање, општините се должни да водат и регистар на управители на ниво на нивната општина да водат и како и регистар на згради и станови да водат. Значи само 3 обврски произлегуваат: да назначат општински инспектор за домување, да водат регистар на управители и регистар на згради и станови. Што каже се дека е законска обврска секоја општина да има таков инспектор, меѓутоа што ако општината нема назначен инспектор за домување, дали може да имаме некој пример во некоја општина во Македонија што Да, има општини кои што немаат назначен инспектор за домување, но мора да напоменеме и тоа дека има и општини во Република Македонија кои што немаат и станбени згради. Така да ако нема станбени згради, тогаш нема потреба да најменуваат, односно да назначуваат инспектор за домување. Но што се оние општини кои што има станбени згради, а нема назначено инспектор за домување? Тогаш во таквите случаи надлежен е државниот комунален инспекторат. Значи, ако се јави потреба за инспекцијски надзор, а општината нема назначен инспектор за домување, тогаш надлежен е државниот комунален инспекторат. Кои се, може би има некои чести прашања кои што стигнуваат до вас, мислам до вашата комисија, до регулаторното тело, чести прашања или некои недоразбирања со кои што се соочуваат, нели, различни општини? Кои се најчестите прашања што стигнуваат? И дали може би има некои проблеми со кои што се соочуваат на ниво на општина, па стигнува проблемот до вас? Стигнуваат различен карактер проблеми, така да ја тука би ги класифицирал најчести проблеми на кои што се жалат самите управители, а и проблеми на кои што се жалат собствениците на посебни делови, односно собствениците на станови. Управителите најмногу се жалат кога доаѓа до раскинување на договорот со некоја зграда, па така да комплетната документација за таа зграда треба да му ја достави, да му ја пренесе на новиот управител на зградата, а исто така треба да ги пренесе и средствата од резервниот фонд на новиот управител за таа зграда. Што значи најмногу проблеми околу примопредавањето настануваат. Тоа фактички тука ова се однесува пред се на управителите, додека пак исто така друг проблем би можел да го лоцирам тука, управителите најмногу се жалат и на платата од станарите. Додека пак другава група на проблеми, самите станари најмногу се жалат на проблеми на тоа што управителот не се задоволни на некој начин од работењето на управителот, а не се задоволни од причина што, да кажеме, за да се склучи договор за управувачки работи со некој управител, 51% од вкупниот број на собственици на посебни делови, значи вкупниот број на собственици на станови што се, може да донесат одлука кој да управува со нивната зграда. А додека преостанатиот дел кој што не се согласуваат со изборот на тој управител, па почнуваат тука проблемите. А може да го сменат доколку сакаат? Може да го сменат. Раскинувањето на договорот може да биде настанат како од страна на самиот управител, што значи, а исто така и од собствениците на посебни делови, на тој начин што мора да има донесена одлука со 51%, со поголем, со мнозинство на гласови. Да кажем, ако има во зградата 20 стана, со 11 гласа може да донесуваат и одлука за промена на управител, а исто така може да се формираат и заедница на собственици. Сето тоа е оставено на самите станари да се изберат што им одговара повеќе. Така, сега уште едно прашање тука во овој дел ме интересира во однос на собствениците на посебни делови или ете собствениците на станови, да не ги збуниме гледачите за што станува збор. Колку тие се навикнаа на
на таква организација во живењето, дали можеби беше тешко на почетокот да ги сватат тие процедури, бидејќи порано тоа го немало, нели? Така, од почетокот имаше негодување и од самата примена на самиот закон за домување, затоа што граѓаните мислеат дека тоа е дополнителна давачка, а тоа фактички не е никаква дополнителна давачка, туку давачка која што да се дисциплинират оние што не ги редовно не ги плаќаат своите сметки. Сега со самата примена поголемиот број на станари се задоволни од законот за домување, затоа што на некој начин се дисциплинирани самите неплаќачи на сметки. Затоа што досега, ако некој не платеше пред донесувањето на законот за домување, ако некој не плаќаше, не постоеше начин или механизам да се казни, да се казни, да се направи присилна наплата, да може да рамноправно сите што живеат во зградата да ги сношат трошоците за зградата, да кажеме тие трошоци се сервисирање на лифт, заедничко струја која што се користи за лифто, за осветлување, за хигиена на зградата и така натаму. Некој плаќаше, некој не плаќаше. Сега, тие што си редовно што си плаќале и уште сега се задоволни од законот, а секако дека се поголем број тие што редовно што сакат квалитетно да живеат во стамбените згради, се задоволни од законот и кажуваат дека добро е законот, добар е затоа што иако станува збор да речеме за постара зграда, нели треба да се направи санација на кров и така натаму, и тука некој што не сака да плати, а се донесла одлука да кажеме, кој тоа е нужна работа, мора да се промени кровот, да кажем, предпоставувам сега со вакви примери поедноставни за да биде појасно за гледачите, треба да платат сите собственици на посебни делови. И со законот, ако се донесла таква одлука, има случаи каде што самите станари не можат да се договорат. Едните вика, мене на први кат или на втори не ми прокиснува кров. Да, не ме интересира што се случува горе. Така, не ме интересира. А тоа не е така. Сега со законот за домување, ако во такви случаи, кога самите станари не можат да се договорат, а станува збор за нужна работа, и ова е многу битно за гледачите да знаат, станува збор за нужна работа, што значи не можат да донесат одлука за санација на кров. И тогаш не сака да не се потешува на таквото 51%, а имаат право тоа да го направат, да кажем, како исто како назначувањето на инспектор, назначувањето на управител, значи со поднесување на предлог барање до општинскиот, до судот надлежен за таа општина, и судот ќе станува збор за нужна работа, пошто самите станари не можат да донесат одлука, а станува збор за нужна работа. Па судот ќе процени дали е таа нужна работа или не е нужна работа. Значи судот одлучува не стига до тогаш одлуката на судот го покрива она за тоа што тие не можат да се договорат, да кажеме, да донесат таква одлука. Тогаш ќе треба со таа судска одлука да бидат покриени, но и ова е битно да ако се оди по овој пат, значи преку судот, трошоците тогаш ќе бидат малку повисоки затоа што поголеми отколку самите да се договорат. И затоа примената на законот за домување е многу битна за совесните граѓани кои што сакат навистина да живеат во квалитетно да живеат, односно да има некој си ред во самите згради. Да, тоа ми беше и констатацијата дека законот е доста добар и донесол позитивен бенефит како што е креиран така. Ете, зборуваме за добивање на лиценци, конкретно да се задржиме на Струмица. Колку лиценци се добиени во градот Струмица и доколку имате бројка, колку згради се управувани? Така. Струмица е еден од поголемите градови во Републикава и тука може да се каже дека веќе доста голем број има на управители кои што и отворили своји подружници во градот Струмица, каде што тие управуваат со зградите, а додека пак правни лица кои што поднесле барање до регулаторната комисија за домување, кои што се Струмица, до сега се издадени 2 лиценци, што значи 2 лиценци за градот Струмица, но тоа не значи дека само
Овие правни лица работат на терен, на ниво на општина Струмица. Има и други подружници кои што, да кажеме, правно лице кој што е лиценциран управител од Прилеп може да управува во Струмица, во Штип, во Гевгелија или било каде. Струмица има само 2 лиценци, на тој начин што вкупно управители кои што имаат склучено договор за управувачки работи со зградите се 74 или пак 1621 посебен дел, односно посебни делови, станови во овие згради, а исто така има и регистрирани 73 регистрирани заедници на собственици кои што тие управуваат само со нивните згради. Фактички на ниво на градот Струмица веќе 147 згради според нашите податоци кои што ги имаме во регулаторната комисија се веќе управувани или од страна на управител, лиценциран управител или од заедница на собственици. Тоа претпоставаме добра бројка за голем град. Па во однос на зградите кои што добро. Добро, мислам самите граѓани со свеста кај самите граѓани ќе видат дека стварно законот за домување е нешто многу битно за квалитетно стамбено живење. Што значи самата негова примена има голем бенефит, затоа што подобро се регулираат односите во зградата, подобро се дисциплинираат, пред се мислам на неплаќачите на редовно, односно тие што редовно си плаќаат, си ги подмируваат своите обврски, знаат колку е тој бенефит. Што значи самата примена на овој закон е од големо значење за пред се однесува за оние кои што живеат во стамбените згради, законот за домување, а не се однесува, да кажеме, за граѓаните кои што живеат во индивидуални куќи. Така. Кажавте дека сте задоволни од примената на законот. Верувам дека 2016 ја заокруживте како позитивна година со позитивни и успешни резултати. Што за оваа 2017 година? Дали можеќе имате некои посебни приоритети, нешто дополнување или останувате сконцентрирани на вашата работа како регулаторна комисија? Регулаторната комисија за домување перманентно одржува средби. Последната средба што ја одржавме беше со ЗЕЛС, што со градоначалниците, така да од таа средба беше многу конструктивна. Пред се сакавме да ги слушнеме кои се проблемите кои што наидуваат самите инспектори на за домување во општините, па доставија своји предлози, кои што предлози, пошто регулаторната комисија во своите надлежности има право да доставува предлог за изменување и дополнување на законот за домување и предлог за изменување и дополнување на сите други закони кои што се важни и кои што може да се преминуваат и имаат допирни точки со законот за домување. Па во таа насока ние одржуваме и средби исто со групацијата Пристопанската комора на Република Македонија, има посебна групација за стамбен на управители, за управување со стамбени деловен простор. И исто така друга надлежност која што исто ја сакаме да ја актуализираме е тоа што секоја новина која што доаѓа со законот за домување, ние ги свикуваме сите засегнати страни, да кажеме, пред се тоа се мисли на управителите, ако има некоја новина во законот, тогаш што одржуваме средби со нив и така натаму. Исто така е многу важно да кажеме дека за сите оние граѓани кои што се заинтересирани да ги видат своите права и се разбира и обврски, тоа може да го видат на нашата веб страница, каде што таму се дадени сите да кажеме предлог закони и така натаму, сите измени на законот за домување, кои се лиценцирани управители на ниво на Македонија, проблеми кои што се засегнати, да кажеме, како да го разрешат, исто така можат директно да ве контактираат, директно да не контактираат на мејл, може да не контактираат телефонски, а исто така може да не контактираат и во писмена форма. Ние одговараме на сите поднесени барања од како станарите, така и од правителите, исто така и заедниците на собственици, а исто така и од инспекторите за домување, ако нешто
сака да се консултираат и така натаму. Интересираш, да. Сепак станува збор за една нова проблематика кај нас. Што може не е јасна на сите. Не е јасна, затоа потенцирам да може да тоа да го видат на нашата веб страница, таму многу убаво се објаснето како е и што е. Да кажеме, има случаи каде што не може да најдат управител, кај станарите не се толку доволно информирани. На нашата веб страница ќе видат кои се тие управители кои имаат лиценца, на кои управители им е одземена лиценцата и така натаму. Имаат посебни права управителите и обврски да кажеме еднаш во месецот да се состануваат со станарите или нема таква обврска? Или по потреба е тоа? Во зависност од барањето и потребите на самите станари, што значи ако станарите сакаат да преземат некоја активност и ќе донесат таква одлука, тогаш управителот е должен да свика состанок, на кој состанокот мора да бидат присутни мнозинството, затоа што ако нема мнозинство, не може да донесат никаква одлука. Што значи на тој состанок само со мнозинство може да се донесуваат одлуки на ниво на станарите. Така да во зависност од нивните потреби, нивните барања, да кажеме, ако не се задоволни управителот, може да свикат состанок за раскинување на договорот со актуелниот управител и да склучат со нов управител договор. Истото тоа може да го направи, да кажеме, не мора да склучува договор со управител, може да се регистрира заедница на собственици, каде да исто тие понатаму ќе се свршуваат својата работа. Да. Што значи во зависност од самите потреби, секоја зграда си е сама за себе, така да тие донесуваат одлуки дали ќе свикат ако има потреба се свика собствена собственици или нема таква потреба. И веќе споменавте веб страната, ако може само за нашите гледачи да ја кажеме. Да, www.rkd.gov.mk. Там ги најдат сите потребни информации. Да, кратенка од регулаторна комисија за домување rkd.gov.mk. Да. Добро, може и ќе видат на екраните, ќе ја запишеме ние, доколку имаат некои прашања, доколку нешто не им е јасно, слободно може да ве контактираат. Јас тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето. Верувам дека опфативме се она што требаше да го опфатиме од работата на регулаторната комисија за домување, доколку нешто остана недокажано, повелете. Во ред, се тоа јас ви благодарам на поканата. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте и ова отворено студио. Останете и понатаму со програмата на телеканал А1. Од мене пријатно.